Треба да се донесе посебен начин на работа на комисијата, доколку сакате да воспоставите одредени се што е во рамките до сега како воспоставена пракса, имаме право да го практикуваме. Ви благодарам, колешке, тоа што прочитавте и одредени критички работи кои што се состојат во извештајот, токму заради тоа изборував јас. Да зборуваме со факти, да зборуваме за 800 деца од Чуто Оризари, кои што цела година не можеле да ја следат наставата, а истото стои во извештајот на Народниот правобранител. Да зборуваме за обезбедување на основни и интернет и одредени телефони или одредени компјутери за овие деца да можат да ја следат наставата понатаму, да не заглавиме во истите проблеми и наредната година. Тоа е дебатата која што ние треба да имаме. Да, треба да се донесат одредени законски измени, затоа се надевам и на помош што се вели од страна на Народниот правобранител, заради тоа што има многу права на многу граѓани во нашата држава кои што се кршат секојдневно, а ние можеме институционално преку одредени законски измени, преку договарање, а не насилно буткање на одредени законски измени и законски решенија, да дојдеме до поправање, односно барем да ги намалиме овие кршења на основни човекови права. Ви благодарам. Ви благодарам, колешке. Следен за говор е колегата Халил Снопче, повелете.